Добро вечер, колеги. Добро вечер. На ова видеоконференција да видиме сега, тој веројатно пробавте нешто, ако имате прашања. Па јас може да покажам да ги решаваме проблемите, значи ако не наидовте на некој проблем. Дали е во ред така или сакате нешто друго да ви покажам? Прашање може да се постави? Да, па најдобро е, пошто повеќето работи ги објаснам, почни. Најдобро е со прашања, а јас да ги објаснувам прашањата, со тоа и другите, ако наидат на ист проблем, ќе питам. Така, да прашам јас сакам. За да не ме прашувате, пример, по Facebook или по телефон, може истото прашање 10 души да ме прашат, затоа вака е најдобро заеднички да ги решаваме проблеми. Така. Вака се, прво... Само секунда, ќе ја исклучам јас камерата сега, ќе ја пуштам share screen мој, за да можеме полесно да комуницираме. Да видам само. Прво, да прашам, значи ако на овој начин ако работиме, треба плюс и Zoom ќе ни треба ако сакаме конференциски со децата нешто, така? Ова е училиште само да пуштаме материјали и да примаме задачи од нив и тестови евентуално, така? Така да, така, значи не мора да се користи видеоконференција, може и на Facebook да се договарате со учениците, меѓутоа најдобро е со видеоконференција. И на видеоконференција доколку имате час, гледате дека може и да си го повторат учениците колку што сакат часот и да задаите на крајот нешто, тие да направат, да решат, ќе му кажете дека имат на училиште, кај што да прочитат повторно, значи добро да се користи. Прашањето е дека треба комбинација училиште и Zoom. Тоа е прашањето, така? Најдобра комбинација е била. Така, само училиште не може двете работи. Училиште во моментот нема видеоконференција. Нема видео, така? Добро. Може да поработиме на тоа да го вметнам Zoom во самото училиште, може да ќе пробам да вметнам Zoom да има, али ќе видиме. Zoom е ограничен. Сега за сега. Така. Не е баш без пари, може да во моментот е така направено. Меѓутоа имам информација дека ако се поврзиме со имејлот наш имејл, ама да е од школото, пример, значи јас и Јацевски, Ѓорги Наумов @МК, може да добијам да би дат бесплатен Zoom. Ако успеам во тоа, после ќе ви кажам и вас и јас можам да ви обезбедам какви имејли во Ѓорги Наумов @МК, секој да проба па да го има понатаму за ставка. Добро. Друго ќе биде вака бесплатно. Али сега е? Сега се, добро. Друго прашање. Пробав да му поставам задачи на децата и сега ме интересира. Дали можам јас на различни деца да му поставам различна задача или само ако се во група, на целата група иста задача? Мислам да му поставам домашно за цела група или на поединец можам да одберам на тој, на тој, на тој? Па не сум поставувал јас на поединец. Треба како различни групи да бидат. Треба, например, ако сакаме тројца од групата кај што имам една задача, има другите имат други задачи. Сега тие тројца треба како група да ги направам за да му ја додадам нив задачи, така? Да. Така. Добро, тоа има да прашам. Значи ти можеш тоа да го направиш 4 групи и ќе му кажеш ти вие деца ќе работите ова, вие деца ова, а другите, значи да не ви се во групи. И ќе му кажеш вие сте тројца група што ќе работите тој дел. Мислам, тоа како го решаваме и на школа. А за да не се гледат меѓу себе, нема потреба, не знам зашто ти е тоа потребно. Значи, кога што му даваме тестови, прва група, втора, трета, четврта, јас и 8 групи сум делел,
Така, добро, ова што за поставување на задавање на задачи ти во првиот дел од конференцијата го објасни, ама тоа не го сними, така да јас ко барав не можев да го најдам. Ако може или сними го или уште што ти има таму многу опции, ти кажа што да се одбере, што не. А? Сега снимаме повторно и ќе покажам пак и после може повторно така. Уште еднаш ако можеш да покажеш како на деца да му задаваме задача, што кои опции треба да се одберат. Да. Има таму многу можности, рестрикции, едно друго. Ова видеото ќе го исклучам доста нека. Океј. Ајде. Значи да покажам сега задача како се прави, така? Ако може, ако се сложат и другите. Веројатно се сложим. Да. Се сложваме, ајде да видиме. Да. Еве, значи се логирам сега кај мене, не е важно каде. Еве, во информатика. Треба, значи, за да задајме било што и да ставиме ресурс, и да ставиме, значи, овде еве гледате на мојот клас, ги имам сите електронски учебници тука качени. Мора да се притисне Turn Editing On. И сега веќе во темата кај што сме, еве сега сме веќе во понапредните дни, така, пошто сме март, еве имаме Add an Activity or Resource. Овие првите се активности, значи тука кај што учениците можат да учествуваат со своја работа и рековме дека најмногу би користеле ова првото, assignment. Значи мора на Turn Editing On прв. И еве, ќе напишеме за да како сакате ова може да го крстите, не е важно. Така. Задача 2. Може description, направите опис и што избиравме. Може да дајте нешто вие во самата задача тие да треба да видат. Го кажувате да од кога до кога е отворена задачата тука, оставаме. Ова јас и не го користам cut off date, да ги ограничувам сега до кога е задачата. Ова не мора always show description. И сега, ако сакаме и текст да можат да пишат, ако штиклираме и ова онлайн текст, и file submission. Што значи file submission? Значи да треба текст да пишат, тие можат ово Word да го напишат и да го качат како file submission и вие ќе си го спуштите после, ќе го прочитате нивно тоа што направиле домашно или што сработи. Значи може тука било какви фајли да се стават. Тука горете? Горете до тука, да. Горете. Може да изберите да стават само Да прашам. или повеќе фајлови. Еве. Само да знаете дека е ограничено до 20 мегабајти најмногу, еве, меѓутоа добро е овде да не го ставате ни 20 мегабајти, за да зависи сега што ќе има внатре, затоа што ќе се преполни сервер. Например, ако е некој Word документ, и 1 мегабајт е многу. Ако се, пример, кај мене по програмирање, ако качват задача, таа е CPP, тогаш во килобајти е, и то малце килобајти. Не сваќате? Значи, добро е да се ограничи, иако зависи од нема што да качват тие. А било што и вие, ако сакате да крените презентација, која фаќа повеќе од 20 мегабајти со слики со нешто, не можете да качите. Значи, не може никако ресурс да се качи. После да видиме што има друго. Не се ни важни. Тоа е тоа. Друго нема оде групи нешто да се одбере, Да, реков, кои рестрикции групи, да. нешто. Ова е за групите? Ова е за групи. Да видиме се. Еве, no groups, separate groups. Да може да си одберите после. И тоа е. Вака сега рестрикции, јас никогаш не пробам. Пробај ке ми кажеш ти. Пробав јас, пробав. Добро. Добро. Ама уште испитувам, затоа реков искуство и ти да кажеш, па да направиме. Значи јас тоа што се одбира? Како? Друго не треба ништо не треба да се одбере друго. Важно, значи сега ова зошто го правиме? Овде значи може да се прати
една активност додека не ја заврши, да не може да почне со другата. Значи има баш како игра може да се направи, меѓутоа да не одиме толку далеко. Добро. Едноставно, дека Абе, само елементарно, толку се навлегува за некои работи, по-елементарно. Илче, јас сакам да те прашам, ако си има даено обичен Word документ или PDF файл, кај што му имам задаено задача, ако тие го отворат во Word тој документ, и за да го примам, јас да ми одговорат, например, дали на прашање или на задача поставено, има така или имам сгрешено, мора со ова да се постави тоа? Да, мора, значи тие во самиот Word сакаш да ти одговорат? Да, јас што му го дадов, ако го симнат и како може да ми го достават како документ после или нема чак? Еве, во задачата сега што ја креиравме, значи кога ќе отворат тие, ќе му излези тука Add submission кај ни впиши. Кај наставникот пиши да провериш. Разбираш, еве, од 34-ица, значи во овај клас, прва шеска што предавам јас информатика, сите ќе можат да качат нешто и јас кога ќе притиснам View All Submission, еве, значи имам готово нешто што качиле додека работевме. Еве задача четврта 3. Еве 16 имат качено, нешто што сработиле. Уствари 16, зошто? Кај мене уствари скоро сите качиле, затоа што компјутерите не крепат ако сите деца наеднаш нападнат на 34 компјутери, затоа што ова јас на час обично не давам домашно, него на час сакам да ми работат. И на час нормално ги оставам двајца во група да работат на еден компјутер и затоа се качени пола, еве некои што сработиле задачи. Гледате? Значи си гледаш и можеш ова да го спуштиш и да провериш дали е во ред. Значи Word документ така нека е, да. Јасно, значи тоа што го пушти, всушност треба да му го направам сега како за задача, така што ми е ко наставно ливче, јас како PDF документ. Тоа може му го даде и како предавач. Во самата задача, затоа кога ја креирав задачата, виде имаше да се даде и за она. Чекај да видиш уште еднаш. Уште еднаш за тоа како, ако сакаш. Можам и да едитирам сега истата задача што ја влези, добро. Јас реков кај мене да не сакаш да влезеш. Нема потреба се, ќе пробате сами. Значи ова го правев, можам да го едитирам. Така. Еве вака. Почекам интернетот. Еве тука Add Files. Значи овде ќе му објасниш во Word документот кој е во прилог. Имате задача, разбираш? Така. Или можеш место во Word овде да му ја напишиш тоа. И тие кога ќе отвориш задачата ќе знаат што треба да направат, зависи. А од овде можеш да го земиш фајлот кој што би му го дала? Како? Фајлот од тука можеш како тач да му направиш? Значи тој Word документ место да го качиш како предавање, како ресурс, ти овде ќе го закачиш, а овде ќе му напишиш во Word документот. Да, те разбирам тоа. Прочитајте го, ќе си ја најдите задачата и после според него сакам да ми одговорите. И разбираш, ако треба да пиш, може со онлайн текст, може нов Word документ секој да ти пушти. Ме разбираш? Или во зависност, може симулации, може било што да се да праќат тие. А тука ние имаме опција, ова е како да му објасниме што задача. Добро. Ето. Горете сега, јасно е ова? Да. Значи, добро, во ред. Пошто ова ќе видат, јас нека стои само задача 2, пошто моите веќе се прикачват. Имаше прашање зошто мојот клас го нема прва 6 во она, затоа што тие веќе работат, јас цела година работам на Moodle, значи Да, ама кога ќе напишеш прва 6, излегва и си ги внесеш, јас така направив. Потреба на тие деца да му се кажува юзернем и паспорт, тие знаат и како да користат се. Истото трета 4, трета 5, трета 6 важи, за четврта 4, четврта 5. Кај што предаваш ти всушност, таму само. Така. Другите не знам. Прашања други.
Јас Илче сакам да прашам. Јас, например, ако сакам да му дам вежби некои што треба да ги одговорат, есејски или било какви, тука може како асајнмент да му напишам, така? Асајнмент може и се, значи еве како што објаснувам. И тие четврта 4, четврта 5 можат директно да си пишат на ова, така? Може директно, може во Word, кажавме, значи ако ама треба на онлайн да му го штиклираш. Така виде кај беше тоа. Еве, ќе одиме уште еднаш. Значи, еве креираме, ајде, нова задача. Assignment. Добро. ADD. Само за ова да го правите, мора да е она случаен од Turn Editing On. Еве, задача 1. Добро, ова мора да биде уклучено, Adding a new assignment, така? Да, ќе кажам после. Значи, овде му објаснуваме ние, му објаснуваме што е задачата, ако треба и некој фајлче да му качиме исто ќе качиме. Овде му ставаме од кога до кога е важечко. Тај го enable да биде, така да биде деактивирано. Ако не биде enable, значи постојано ќе си важи. Така. Сега така нека биде, не мора да е ограничено. Друго, ама треба да го отштиклирате. Да. Сега, ако сакаш да си пишат директно и нив кој ќе отворат, да му се појавува и вакво, и нив да му се појавува, тогаш овде можат да пишат кома. И друго, ако сакаме да прикачват, дали само еден файл му барате и е доволен да качат, или јас имам дозволено поиќе, например во денес јас предавам и после тие треба да решават, може ќе решат 3 задачи, 4, и можам на исто место да му кажам да ги во ова задача 4 задачи да качат. Ова е максимум number of uploaded files. Онлайн текст ако го штиклираме, тогаш ќе можат и да пишат. Еве, можат и да пишат директно. И после тие ќе отворам како ученик кратко само. И после тие резултати јас кои ќе ги напишат тие можам од тука да си ги провервам, така на ова. Ќе си ги гледаш, значи не мора да сте уште на час. Да. На час. Не, разбирам, сега разбрав. Зато се приклучив, и тоа мене ми беше целта. Јас да кажам искуство, пошто на мејл му пуштам, мејлот ми се пополна веќе, толку е тешко, толку ми одзема време. Како индивидуална работа, јас поќе сати трошам сега отколку кога бев на работа. Точно. И за џабе велат дека ние не работиме. Ние сега дупло поќе работиме отколку што работевме на час. Так. Еве, гледате како му излегва нив на децата. Значи, кога ќе одат во задача 1, тие имате submission и сега можат да пишат и текст, пошто штиклиравме, а можат да качат и файл. А ако му имавме ние закачено файл тука долу? Тој си е друг файл, тука ќе се појавеше. Значи, во задача 1, после задача 1 ќе имаше објаснување, можевме и ние да пишеме вака, така? И плюс фајлот ќе му биде и после тие треба одговорот овде да бъде. Значи, фајлот само може да го гледат, активно не може да го користат ние што ќе би му го дајле, така? Активно, да, тоа ќе го прочитат, тоа е задачата. Решете. Да, а овде како copy-paste прашања во онлайн текст да му ги копираш, да му ги внесиш и така како задача да ги запамтиш. Гледајте, се сменав улогата. Овде горе студент. Да. Зато можам вака да отворам. Јасно, ама ако кога ја задавам задачата, ако тука го напишам прашањето, ова ти не го гледаш кога ја задаваш задачата. Ова го гледаш ти. Ова не го гледаш ти. Ова го гледаш ти. Гледај се, ќе се вратам назад, како да сум наставник. Да. Пошто нешто промени. Тој онлайн текст. Така. Што го пишувам јас? Cancel. Не го пишуваш ти, ученикот го пише онлайн текстот и ти му дозволи да напише. Кога ја креираме еве задачата, задача 1, само гледате сега пошто се вратив, не ми е едитирањето дозволено. Значи ова кажувам стално Turn Editing On. Мора за да можеме да креираме ресурси активно. Добро. И сега одиме. Значи гледате, нешто можете да скриете.
овде шоу, дали да го гледат, Да, кажа. да не го гледат, ова не ви го кажат, така? Ми го кажа. Тие гледат само тоа што е дозволено да се гледа. И еве му за дома му сум задал задачи, а овде задача 1, ако ја едитирам сега, ќе видите каде може наставникот. Значи овде description е, а не онлайн текст. Аха, да, добро. Му кажуваш што да направи. Така. Овај файл не е тој што децата ќе го качват, туку е пак во врска со задачата за тие полесно да разберат што треба да направат. Јасно, јасно. Во самото задавање. А тие кога ќе си отворат ќе го видат и ова, сега не знам ако сакам да качвам нешто тука да видите како ќе изгледа. Ајде. Еве, ајде, задача 1. Видете што треба да направите. Ајде. И да кренам файл. Ајде, не знам сега. Например, во кој што имаш прашања нешто. Да, например, еве. Одим во Обичен Word документ. еве тестој ке тоа. Не е важно што не ни знае. Ајде, последниот. Ова е трета година, во прва му правам, ќе се збунат ако видат. За интернетот малце кочи. Да. Еве, значи нешто и сега одиме сейф and return to курс, па ќе се поврзам како ученик да видите како гледат тие. Еве, значи одам ученик. Студент најдолу. Не, ама не го... Лево. Најдолу има студент. Не, да, чека. Switch to student. Ми е бавен некако многу интернет. Вчера не беше подобар. И сега ајде да отвориме задачата. Како студент ја отвараме, така? Да. Еден. И што ќе види, еве, видите што треба да направите ова објаснувањето, а ова е фајлот кој што тие не можат да го четат. Значи, еве, и ќе си го отворат за да видат што треба да направат. Му се спушти. Да. Еве, ќе види тука. Само ете така и ќе си речи што е ова. Пошто не го учат ова во прво. Така? И не може директно да пишува во него. Овде ќе си пишува Не, може не. тој ќе си види се што му е задачата, така? И Така. ќе направи домашната, ќе се состави и после што ќе оди add submission, значи не мора тој ни да го ќе го види ова. Ќе си Така. интернет се. Ќе си може ќе пиши рачно, па после ќе го слика то и ќе го прикачи тука. Еве. А може да го прикачи горе? Сега јас сум ученикот, еве. Така. И Ќе си го тука ќе опишам одговорот или тука, ама не мора одма, значи ако му дајте вие 2 дена, по 2 дена. Така? Ако мора одма. Еве што гледа ученикот, значи гледа фајлот вие што го прикачивте, објаснување и тоа. Само што во секој случај треба некако да му кажете што му давате, како ова што... Се извинувам, а ако дома си ја напиши во тетрадката, како ќе го внеси овде? Ќе го слика Го слика? и да, ќе го слика и ќе го качи како слика тука. Добро. Значи слободно може и тоа да го прави. Имат телефони сите и така. Значи Не беше. сите, не знам за тоа така, ама и да. Други прашања? Илче, значи ако му немаш зададено како задача, нема шанса да ти прикача друг файл, така? Нема. Тој не може Нема. да чепка во Така. ресурсите. Значи ресурс Така. е ресурс. Значи еве кога ќе одиме. Са пошто бев ученик, повторно нема да ми дај да можам да едитирам. Морам да притиснам пак Turn Editing On. Овие ги гледате тука што се штиклирани или не штиклирани. Тука значи може претежно е одбрано дека ученикот самиот да може да се штиклира, меѓутоа може да одбериме
дали ќе помини одреден процент и така натаму, ама тоа е сложено во друга прилика би го објаснувал. Сега што ќе кажував? Добре. Не знам што ќе кажував. Што ме прашувавте последно? Дали Ништо мо- друго А, за фајловите. Јас да кажам уште нешто Така, ти значи, во еден activity ресурс, како прикачвате вие файл? Еве тука файл и прикачвате PDF, Word, Да. било што. Во тоа не можат учениците да ги имат. Тоа е ресурси, материјали кои вие му ги давате за тие од нив да учат. Да. А активност, кај што тие може да чепкат, еве, може да му направите чет тука, чет, да си можат да си разговарат, и вие да разговарат. Може, гласари, реков, го објаснивме, квиз, тоа е тест кај што тие си решават, ама не можат да ги менуват прашањата, туку го решават тестот. Воркшоп е сложена активност. Значи горното, првото. Форум, знаете како исто форум, значи што е разлика меѓу форум и чет? Голема е разликата затоа што форум си пиши денес некој нешто, некое прашање, ние ако ќе можеме или некој друг ученик ќе му одговори ќе види, по 10 сати. Додека чет треба сите што се во моментот тука си прават чет, како што ние сега разговараме преку видеоконференција. Ајде сега, извини Ленче, те прекинав. Не, во ред ти е готово. Мислам разбрав, сега како ќе се снајдам ќе видиме. Значи, јас да кажам, пошто лани преклани го користев, ова платформа користев, значи, има работи, Илче ти кажа, ама некако да разграничиме. Значи, има дел каде што професорот си става предавања, презентации, Word фајлови, било што нешто што треба децата да го видат со фајл, да видат, да прочитат, да научат. Тоа е еден дел. А другиот дел е кај што може да му со асајмент да му зададеме задача. Во таа задачата може да се постави файл, прашање, било кој облик, ти што ги објасни сите на кои што децата треба да одговорат и тие да закачат или само како онлайн текст или како файл, без разлика дали е сликано со телефон, без разлика дали е скенирано, дали е напишано нешто во Word или во било кој PDF, било кој формат друг, да можат да го закачат. Тоа е тие се два дела кои што еден од друг, мислам, едното е едно, другото една функција и друга функција. Тоа е тоа што можеме да го правиме со децата сега. Да. И што е доволно сосема за и квиз на крајот кога ќе Квизот, да, прашањата, да му составиме. Ако квиз, значи сум правил јас за формативно оценување, значи на крај на лекција. Некои полесни задачи, па прашања, да видите дали кој колку прател, додека вие предавате, меѓутоа е напорна работа да правите тестови, квизови. Меѓутоа сега, пошто сме дома, на крај на тема може да се направи квиз. Може некој да си проба и баш за одредена лекција, да му речи тај сега 10 минути влезете, одговорете го квизот. Само треба пазиме сега затоа што децата се дома. Можат да се препишуваат и да се читат. Така. Така. Аме заинтересирани што да ти кажам. А како ќе му кажеме на децата дека ти ги стави упатство, меѓутоа класите дали ги информираа дека можат на училиште да се приклучат? Децата знаат? Мислам дека секој кој ќе влезете во вашиот профил, го гледате ова, сам не знам баш сайт administration, меѓутоа курс, значи во курс кој ќе влезете, може да ви се појави reports и logs. Гледате ова? Добро. И во ова logs сега јас ќе видам дали во овај курс некој има најавено. Еве. Освен мене. Значи, вие секој можете да си го гледате тоа. Ајде да видиме дали еве влегле некој дете, влегло денес во 2:47, така? Еве и друго дете. Зошто? Затоа што јас му побарав утре да му држам час со видеоконференција. Некој прифатија, некој рекоа понеделник. Така да сега за понеделник имам закажано и одма пробват да видат што се случи. Значи не дека јас му сум рекол денес да се поврзат, денес е 21, така?
Не му реков да одат. И Како? то кај тебе се. У твојот клас се Да, децата. а јас не предавам информатика на други Да. и затоа Не. значи само овие деца имат пристап кај мене ако одиме во корисници. Меѓутоа гледате, можете да видите кој е дете кога пристапува. И кај секој, Ова кај е се адресата, гледајте. Ова е зашто важно. Ако ќе му дајте квиз, тест, ако видите дека од иста IP адреса има тројца, тие значи биле кај еден човек и решавале сите исто време заедно. Значи ова го гледате. Еве, сега сите си се со IP различно. Сите се од дома, од својата дома. Океј? Ова е исто. Значи има многу можности, само да ќе ве збунам ако се ви кажам. Јасно, јасно. Јас па прашувам, класните дали ги обавестија децата дека можат на училиште да се приклучат? Не. Јас ги Кажи ме. моите. Исто трета преговарам за утре да му држам час и ќе му кажам нормално. Значи на моите му кажам, дека ги веќе пробам да му кажам на наставниците и другите да се приклучат и дека тоа е за нивно добро, не за лошо за да ги малтретирам. Ама му кажуваме во паралелките кај што предаваме. Да, значи не може да класен. Вака се, јас од децата кај што предавам, Па таму Јас ќе му не- кажеш ти кај твоите. јас што не сум предаваш. класна, Па што ако не си класна? ама како ќе му кажам на кој начин, јас немам ни преку Зарно се од Facebook. едно дете ќе побараш од класниот телефон. Еве и ги како му извадиш кажувам и јас. готово. Бана, вака ќе им кажеш. Имаме онлайн групи. 4-та 5, значи ќе те приклучам јас во групата. 4-та 4 група. Ќе те кажем кога и ти, јас така ги повикувам на математика, имав час јас во петокот. Еве јас Јас на училиште му ставив објаснување што како ќе работиме, меѓутоа не знам како да им кажам да се приклучат. Јас ќе те приклучам во групата. Ама дали на Facebook? На Јас месец имам онлайн ќе те приклучам, јас ќе те додам во групата, кај класо на Сузана и кај мене, комплет. И да му кажеш ти да му кажеш да не мора да ме Абе, приклучаш. доволно е само на едно дете од класо да биде. Не, Доволно е на едно дете од класо, ќе му кажат тие меѓу Групи сами ќе се кажат меѓу себе. Филип Или Стојанов. ќе се прат на удри. Или ќе се Ангел прат на удрени. Така. Со секако Еве, ќе сака да гледайте, се јас прат на удрени, со Може секако ќе се после, прат. немам група со трета. Не направивме група, пошто се гледам 5 часа и сега како му кажувам, еве како му кажувам, а немам група. Секунда само, многу ми кочи. Еве, Кристијан Једисковски од трета 4, Тамара Делева од трета 5, Боби од трета 5. Значи му, еве. На едно дете му кажувам, а тие си имат групи. И тие одма ќе си пренесат. Да, бе, така прави сите на едно дете од класо и толку. А со мојот клас си имам, еве, значи, прва 6 Ѓорги Наумов и кај нив веќе тука му клавам и анкета, дали сакате, значи да не биде насила. Многу ми кочи интернетот да не мора да, значи тоа е. Му кажувам, упатствај, прашај во класот, дали може во 12 за видеоконференција, првен му закажувам. И друго е кога ќе се слушнам, па да му кажам после влезете во Moodle. Значи добро е да искористите. Так. Значи друго е кога ќе се слушните и па и да ве видат како еве јас сега ви дозволив да ме видите, значи тоа сето од близина, не знам. Ако пуштат сите камера, во тој случај може и да кочи. Еве мене веќе ми кочи интернет. Преку Facebook се гледате? Да, на Facebook договарањето, јас затоа реков, видеоконференција, нашата платформа, оти не висат децата на училиште. Не му е многу. Па зато довела. Ама на Facebook висат. Висат, така. Инстаграм, ако сакаш кажем, уште поќе се е помодерно Инстаграм и Твитер. Што са, тоа цел ден ќе се. Значи така е договарањето, ќе си се договори. Добро, фала. Да, ајде други прашања. Ајде, уште 5 минути имаме. Прашувајте. Не е страшно ништо. Вака, значи, пак може да се договори. Не слушате мене? Славите. Ало, Илче? Мислам дека се
знаете како се користи. Во секој случај, прашајте ме, може да ми се јавите, да ми пишите на мејл, на месенџер да ме прашате, а најдобро е ако има повеќе луѓе со проблеми, да се видиме пак вака. Пошто ќе имаме време за вака да се видиме, не е ништо. Да видиме, да размениме искуства, можеме некој ден, дали се приклучија децата и како прифатија. Што велите? Може. Е така, може Ама на мејл да не обавестиш ти кој на мејл ќе се договориме, ќе пишам кога сакате и нешто да направиме. Ваш. Пример кој на недела, да видиме ова недела што ќе направиме. Може и така? Имаше речено дека ти ќе ги известиш класните за децата да видат барем материјали и така натаму, меѓутоа вајда ништо од тоа. Некој класни се ангажира ефтин. Отиете и јас немам со никој контакт од децата, ниту ми се пријатели. Абе, Илче, са не може и тоа да не го организира, са претерваме малку. Јас деца што ги знам, не можам да ги известам, не можам ни сосила оти. Јас не реков дека Илче, туку дека класните требаше да ги известат, така дека имаше напишано, дека ќе бидат известени. Јас во упатството за ученици напишав дека ќе ви кажи некој од класните или некој од предметните, затоа што класниот на никој не седнува на компјутер или на телефон. Ама затоа некој предметен сака да работи и тој ќе му кажи, и сега кога ќе влези детето, ако вие еве вака. Да влезам како дете, може? Да видите детето што гледа. Еве како гледа, сега нешто сгреши, иди. Аха. Гледајте што гледа овде лево. Секој од еве веќе, значи електротехника ги презело учениците од прва 6. Чому ги презел, значи Танка, гледате, значи иначе тие гледаја само информатика. До вчера прва 6 децата гледаја само информатика, затоа што јас само ги имав преземе. Сега веќе самите вие, Донка ги презела, еве Бојана, Граѓанско, значи Александра, Цанка, окей? И детето сега кога ќе влези, ќе види дека, чекај, електротехника нешто се случува. Еве предавања. Сваќате? Сега сум јас како баш не во улога на ученик, туку сум влезен со на ученик, ќе ме казни ако види. Сваќате? Така. Јас ова што го имам поставено, значи сега треба да го отпоставам. Детето сега еве си го имам. Така, наставен. Треба да му направиш сега и задача, во задача да го ставиш ова наставно. Така. И уствари да прикачат тие. Да, отвори ако сакаш да видиш, мислам, не... Еве што гледа по ова, што не сваќате? Да. А не тие наставници, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 веќе, значи сме се вклучиле нешто да правиме во прва 6, што е доста добро. Не е малце. А тие имат 14 предмети. Само што треба малце за да прифатат со не многу нагло. Океј? Да. Еве, ова е буквално детето што гледа. И сега, значи, Шареков за тие класни што нема да кажат. Значи, ќе му прекажи електротехника, ако класниот по информатика што му предава не ити да работи. По електротехника професорката ќе му кажи, ќе осимни она, значи, знаете кога ќе сте влезени вие како е, учениците од прва 1 и ќе му ги дај на учениците од прва 1 некако преку Facebook. Значи, на Facebook ќе оди, ќе му рече, еве, username на детето, на едно дете, кажи му на сите ученици, нека влезат, нека си се логират во училиште. Сваќате? А веќе јас малку и направив нели обука
кратка облука, чисто да знаат децата, само не кажав username и паспорт, то треба некој од наставниците да му го кажи, еве, ова кратко